Образовниот процес започна, а учениците и наставниците се уште се соочуваат со проблеми за кои очигледно владата нема план како да најде решение, кажа денес на прес од ВМРО ДПМНЕ. Затоа ја прашуваме локалната самоуправа како одговорна за образованието во Штип. Дали секое дете располага со електронски уред за следење на онлайн наставата или ги пушта низ вода социјално необезбедените граѓани, па ќе бара физичко присуство на тие деца? Зошто скапата платформа се уште не е комплетно во функција? Колку наставниците се подготвени соодветно да реагираат на високото ниво на информатичка писменост на учениците? Дали наставниците знаат што се случува поради празните прозорчиња со иницијали на учениците или се е оставено на одговорност на поединецот? Образовниот процес се одвива нормално. Запазени се сите образовни, но и безбедносни мерки кои се во насока на заштита на здравието на учениците и наставниците, возвратија од локалната самоуправа. За физичко присуство на учениците, согласно план за работа, условите и протоколите, одлука носи владина комисија, а не локалната самоуправа. Наставниците беа вклучени во обуки за користење на платформата, дел од нив директно и понатаму истите вршеат дисеминација во матичните училишта. Во целиот овој период покажавме максимална посветеност, грижа за наставниците и за учениците. И покри изнесените лаги и навреди кон наставниот кадар, и понатаму ќе продолжиме да вложуваме во образованието и во подобрување на условите во секој училиште. Да не заборавиме дека во време на владењето на ДПМНЕ во услови без пандемија, учениците и наставниците немаа елементарни услови за нормално одвивање на наставата. Стои во реакцијата.